Супер, добро. Јана, фала ти што дое. Ние знаеш тука многу вовет не правиме. Има многу време за да стане јасно кој е и зошто е денес гостин. Ама морам да ти кажам фала што дое. Ја возвративме услугата, мислам. Да, не, некако Поканата, извини, не другарски гест, услуга. јас така го гледам. Фала ви многу. И па Мора јавно да кажам најавивме зашто прифатив да дојдам. Тоа ми е мерак да го кажам. Зашто е? Да, зашто ви ја почитувам многу работата. Зашто ова ми е онака еден од ретки подкасти каде што можам да научам нешто. Значи за мене е едукативен прece. И не ми е оноа, така ќе се изразам, рекла, казала, муабет и трошење на време. Ми се допаѓа многу вашиот пристап кон оваа работа, така што баш ми е чест. Значи го конзумираш од твојата контент диета. Да, иако Која гледаш емисијата ќе знаеш озборно. уште една искрена работа. Моето трпение не е баш нај за подкасти, не само за вашиов. Некако брзо сакам ја до поентата да дојдам, па премотувам па така, ама се навикнувам, се учам на тоа. Имам баш еден колега, секогаш дебатираме на темава и он е многу голем почитувач на подкасти и постојано слуша подкаст, кога оди, кога вози, кога има слободно време и има трпение за тоа, веќе навикнат на тој формат. Но кога возиш, шо ќе правиш? Па да, нели? Тоа беше и твоја Иначе стварно има тренинг малце. Има тренинг у научување да седиш така, да слушаш 2-3 тоа е, види, моја сата. навика, затоа што спротивно на вашево, мој редовно предизвик е во помалку време да кажам повеќе. Да. И тоа важи и во информативни изданија, односно вести од спорт, таму особено, а во емисија исто така. Таму сме лимитирани на некои 30 на 40 минути и предизвикот ми е тие минути да ги искористам максимално, а не се воопшто многу. Нели кога бевте се уверивте? Не, Ја имав уште милион прашања за вас. Јас сум гостувал во телевизија, не знам Томе, ама оние утринските, тоа е 5 до 10 минути. Таму е уште пократко, да. Што попрво да кажеш таму? Твоја е коректна за телевизија, 40 минути не е воопште малку. Јас сум апсолутно задоволна, но сепак е многу поразлично, знаеш. Време мислам дека Самиот фул момент се дека реклами постои лимит, за разлика од овој ваш дел каде можете. Тука да прекорачиме 2 дела, ќе ја поделиме 4 сата да утепаме. Ма не делиме, бе, 4 сата сега не ги епизода идеме фул. Ама и сега е малце парадоксално, нели со модерно време TikTok ера, а ваков тип на емисии фаќаат само саат и пол, 2, 3. Вниманието на луѓето. Long form конверзација. Си има истражувања, мислам дека најчесто во Америка со тоа се бават, дека се подолу од границата на Ама внимание. оди 3 до 5 секунди, па Джо Роган 3 сата, има па му ги слушаат и сами он вика. Вчера бев у кола 11 сата, back to back 4 епизоди. Кај ќе бегаш уко? Што Роган, што Хюберман, што Хюберман кај твоја Крис. Браво. Значи Ваша твојата епизода кондиција една на си темава слуша. е. Не, нас не ова, ние сме пореметени више, јас со години само тоа консумирам. Сега книга од 8 сата за 2 дена изслушав, 8 и 40. Што сакав ја да кажам, ја не се осеќам дека возвраќаме некоја услуга, секако дека сум многу благодарен. Поканата што јавно ја поканив, немаше бегање на крајот. си кажа ама дека, во тој момент, добро, да, имаше јавна покана, окей, ама сепак, реално и искрено, ти си многу тесно поврзана со спорт. А ние живот даваме за спорт и некако е многу нормално дека кога тогаш ти ќе доеше на подкастот. Доеше редот да Така израза. вика логиката, да, добро. Ја одма би почнал зошто спортска емисија, зошто спортско новинарство. Леле, тоа... А ти почни си од колку рано се сакаш Не, да верувам, сега објаснуваш. ќе почнеме негде, можеби потоа ќе треба да се вратам малку наназад. Тоа е единствено и од проста причина што го сакав и природно почувствував дека тие теми ми се најинтересни и најголема сатисфакција ми е кога подготвувам
теми поврзани со спорт. Прво мојата подготовка и пристап, а потоа и сите тие луѓе од другата страна, спортистите или останати профили на луѓе кои се поврзани на некој начин со спорт, спортски начин на живот. Мојот прв ангажман во телевизија беше во редакција за култура во 2016 година. И тоа е поврзано во голема мера со моето образование, затоа што дипломирав на факултет за музичка уметност и некако сум и бев дел од тој свет. Најмногу музиката, но и останатите уметности не ми е нешто страно и непознато, така што тоа беше нешто што логично беше да го работам. Меѓутоа, со тек на време, некако јас постојано, тоа беше додека работев во телевизија 24, малку ја у спортска редакција, малку ја пакај нив. Се интересирам. Па не, јас сама. Они ми беа, стално тоа го кажувам, другари. Ќе влезам во телевизија, нели си брка моја работа, ама пак ќе отидам кај нив и шо има денес, да, интересно, надпревари, може ли ја да дојдам, некој интересна вест кога има си дебатираме на темата. И така. После некое време моите обврски се променија, затоа што ми даде обврска да работам на утринска програма. Таму веќе има поширок спектар на теми. Таму сум имала гости од секаков профил. Меѓутоа, тука веќе добив шанса се почесто да работам на теми поврзани со спорт. Да, и си канев спортисти и сватив дека некако тоа ми е најубаво и најинтересно да го работам. Освен тоа, дома атмосферата е таква од која знам за себе. Па тоа ќе те прашав, што мислиш, па зошто те повлекло толку многу? Кажувам тоа и во некои други интервјуа во пишана форма што сум го кажала. Татко ми сакал спорт секогаш, кога бил мал тренирал кошарка, баскет. Кошаркар бил, добро. Кај градски зид, тоа обавезно. Мислам и до ден денес некои од неговите пријатели, бидејќи сега јас таму живеам, кога ќе ме сретнат и има. Имам ја дома фотографии. Кај Гоце Делчев. Зид кај агромеханика позади на плочник. И цел тој реон тука низ центар. Гоце Делчев основното? Не е кај Гоце Делчев, ова е по кон Влада. Тој првиот блок што е најблиску до Влада. Добро. Да, но како и да е, они се познаваат од тој реон. И кога ќе ме сретнат, ќе кажат за тоа. Имам, поздрави го татко, ти имам ја фотографии од тоа време и така натаму. Кај него алманах стои тоа со кошарките и бегање од часови ради кошарка. И дома, не само кошарка, туку и други спортови, вообичаено симултано ние следевме. Значи, ја и мајка ми немаме право на глас и збор, а татко ми и брат ми, едниот гледа еден спорт на едниот телевизор, а другиот на другиот телевизор. Брат е фудбалер, репрезентативец. Да, сега е веќе репрезентативец, ама ова кажувам уште деца кога сме биле. Татко не немал интерес за фудбал? Татко ми не. Татко ми сега рекреативно, например, игра фудбал со пријатели, ама никогаш посериозно. Зашто да се прати профи никаква врска. Апсолутно никаква врска, мислам. А брат ми... Сам си има фатено, така и... Не, значи, брат ми сакаше, како дете многу сакаше Роналдиньо и добиваше подароци поврзани со фудбал, а со топка праеше се. Значи, кога спие, топката е до него, кога ќе стане, со топката ја шутира и оди да ми ја заби. И после топката ја шутира и си се облекува. И со топка иде низ дома и ја... Така, ја полудував на моменти, зашто нон-стоп слушам на лупање топка. Помал е 7 години. Помал, брат. 7 години е помал. И така, дома секогаш спорт била тема. Татко ми секогаш кога можел не носел на спортски надпревари. Сме оделе. Кога беше на златна ера на Вардара на ракометарите, моите има членска карта. И се пазете. Сезон тикет? Да, сезон тикет. Ја не сум имала, они има. Ја имав за Металург. Да, ама слушај, тогаш цело, бидејќи ние раставме, јас растев во Ново Лисиче, тој реон Ново Лисиче, па Столе Стоилов беше тука. Живееше во тој дух, сите деца облечени во тие бои, родители, мислам, не знам, идеш на пазар и ги гледаш луѓе во си пазарот со дрес од Вардар. Така беше. Мислам, дромска работа. Чисто вистина. Тренерски. И моиве тоа велам, си има сезонски билет и многу често кога нешто договараме за викенд, нели са надпреварите. Они се организира, значи целиот распоред да видиме чеке Вардар сабота игра или недела, па така. Вау. Значи според тоа се прави распоред. Фанови. Да.
Така беше. Сега мислам дека немаат ниту они каде толку интензивно во живо во Скопје да гледаат спорт, али кога можат патуваат го гледаат брат ми кој игра репрезентација, тоа се знае. Што И така. си немала ни многу Фанови. избор. Тоа некако Ма брат игра надвор у Фехервар. со мислам? Да, во тренирање Унгарија. нешто? Јас Тие години? само рекреативно и тоа не во тие години, затоа што кога бев мала, основно, па и средно свирав клавир. Ау. И некако спорт е и ризик од една страна, а од друга страна мислам дека никогаш не сум имала ни некој посебен талент или афинитет за ја да бидам спортист, сериозно. На училиште нормално, кошарка и така, ама не сум тренирала онаа сериозно. Не ми некој личи спорт. дека дете си у спорт, дека сакаш ти, што не било, све што кажеш не било твоја иницијатива, а си мора да те пофалам едно подобрите спортски новинари кај нас, машкиве што овакво тресат зелени. А ти кога ги водиш, нове се знае точно со име, со интонација, како е, нема грешење имиња, прво и основно. Има, да знаеш дека има, чекај, се мора Јас кога искрено сум да гледал, кажам. немало. Не. Сега јас кога порано кога гледам NBA на сителка дава, Амар Стодемор го вика. Од кожа ме вадела, разбираш? Не, чекај, дали се мора да бидам искрена, ветив дека ќе бидам и на вистина, ќе бидам до крај вака се. За грешките ќе зборувам, мора ми даете малце простор за тоа. Морам за грешките да кажам. Сакаш? И ако веќе спомна NBA, еден од моите најголеми, па тоа е гаф, реално е гаф, апсолутно е нешто ненамерно, се случи токму на тема NBA. И види сега. Доаѓам на работа, подготвувам вести и блокот спортски вести трае најчесто 5 до 7 минути. И всушност еден од најголемите предизвици кога тоа почнав да го работам, значи јас да ги селектирам прво и соодветно нели да ги презентирам. Селектирањето на што да дадеш предност во тие 5 до 7 минути дента е сериозна задача. Има денови Ако кога е викенд, да. ако е викенд, секогаш или најчесто, меѓутоа Ако нели недела, ами предност по некоја етика на тоа работење мора да има домашниот. домашниот Абе, спорт. секој. А потоа нели се останато и сега мора да постои одредена и иерархија на нели големина и значење на надпреварувањата, а потоа секој пат има и нели лична одлука на новинарот Така е, кој тоа твоја го прави, проценка си. меѓутоа да не е пристрасно и окей. И NBA, тој некој си конкретен ден, одамна беше можеби помина година ден од тогаш, ја на работа и ги гледам резултатите без да сватам дека гледам резултатот минатата ноги, затоа што NBA се игра нели во утрински часови. Океј. И дента поради X причини, не знам зошто, можеби беше толку нивниот Thanksgiving, немало надпревари. И ја не го забележувам тоа и Да, немаат. немаат надпревари. Ама многу се рано кај нив. И кај нас се преубаво И како јас- фан, зашто ти су нормално време утакмица. Значи го гледам затоа што спиам во тоа време, нели? И гледам што се случувало на резултати, ги гледам поените како се одвивала играта, али јас си гледам за вчера. Тоа разбираш. NBA.com ќе си отвориш. И значи ја отварам многу работи, не само се разбира наши портали, туку и реномирани светски, кога сето тоа го правам и се информирам, али тој ден ги презентирам добро, вестите, да се- не ги презентирам вестите и тоа имаше нешто, некоја специфична вест поврзана со Леброн Джеймс. Значи знам дека поголемиот дел од веста беше конкретно за него, дали некој негов учинок или јубилеен настап, како и да Да е. не беше она која го бутна рекордот за all time leading Ќе те scorer. излажам сега што беше конкретно, ма знам дека беше нешто Тоа му е впечатливо задниот поврзано јубилеј. со него и завршуваат вестите и ми звони телефонот. Колега ми Казаковски, јас знам дека нешто гори, мислам, нема шанс. И ми вика, ало, Јана, вика, денес, супер, вчерашни новости. Вика, NBA тоа кажа, вика, ја вчера им го кажав на гледачите, али окей. Важно ми е многу да ова да го кажам, бидејќи се смееме, од една страна е смешно, меѓутоа мене таквите ситуации никогаш не ми се смешни. Не се моментот. Не ми се смешни после одредени грешки што вака има грешки кои што се апла гаф. Има грешки што сум ги направила дали во зборување или изговор или информација што дури не ни забележувам во моментот дека ги правам, па колегите у режија ќе реагираат и ќе ми речат чеке бе што кажа, знаеш сгреши, забележа, ја не сум ни забележала. Иде времето, ја зборувам и отпосле Ма нормално е тоа. е така и има грешки кои што се посериозни каде ради едноставно невнимание или незнаење, значи има и такви ситуации, признавам. Грешка. Значи оно од А до Ш. Па добре, грешка. не може да знаеш И- 100 различни спорта. Тоа е именно предизвик и не е воопшто лесно. Така да и треба искуство Али работата си. сакам да кажам
тешко ми е да ги пребродам објективно ако разговараме тие моменти. Никош знам да не спиам кога ќе се случи некоја посериозна, барем за мене посериозна грешка. И ништо, секогаш е целта прво да не се повторат нормално и Кога второ поише боли, второ најтешкото нешто нели да бидеш информиран и едуциран се повеќе и повеќе и да знаеш се повеќе и повеќе. Така да имам помош. Ти тоа што рече пример нели споредба со машки, тоа секојаш ќе го има во спортско Што? новинарство, ама не ми пречи искрено. Па ма не... тој скептицизам жена да биде спортски новинар. А не, Во бе, смисла Тамара. дали е доволно жена компетентна, па жените следат или знаат. Што има врска помалку како спорт. пратиш ти дали? Сега ти кажа, си подобро од мажи, бе, што ги имаме по 40 години. Добро, ти благодарам, И ако искуство. Значи сега да не именувам новинари, нема врска, ама и од телевизија, од овој Не, именувај се слободно. види целта ми е коментари, сега целта ми тресење е зелени буквално. целта ми е профи да го правам тоа што го правам и имам уште многу што би се рекла фурни леп за јадење. Меѓутоа благодарам на сите колеги, ги има неколкумини, тоа дури има неколкумини баш ќе го потребам изразот стара гарда, кои што на многу поинаков начин се едуцирале за спорт и за спортско новинарство. Тогаш биле други правилата на игра, биле големи редакциите. Најчесто новинарите секој од нив барем неколку месеци следел само еден спорт. Се со цел да може добро да Има го научи. свои спортски Доди да го емисии. гледа во живо. Како спортска среда, среќна недела, да комуницира, како да да речеме, одреден период само со луѓето од светот на кошарката, да ја следи само меѓународната кошаркарска сцена Така и треба да биде. и кога тоа го прави во континуитет, ќе знае во одредена година или сезона кои се оние главни точки, главни нешта, главни надпреварувања, правила и така натаму, нели? Едно е NBA, друго е европска кошарка, Ама ај сега ти земи па и репрезентативни надпреварувања. ESPN, например. Добро. Верувам пратиш. First Take компанија. Inside NBA, они се. Они Inside the NBA само за NBA. Да, Крај, не Да. друг спорт. да. First Take за сите амерички спортови, NBA, NFL, бейсбол преретко, преддосадно е валјда, не знам, не прва. UFC ако е некоја голема борба, бокс ако е голема борба. Они за Евролига не известуваат. Па, Ама сад И- и ESPN со Телма ли споредуваш човек? Па не, сакам да кажам, Стројца се таму, она ама е нема една за врска и 500 да се. 7000 спорта. Американците што се 500 луѓе, па само за 4 спорта збора, тоа сакам да ти кажам. Аха, А кај нас па што сме помалце Јасно. радна Да, да. снага, за 500.000 спорта Да, треба да затоа збори. велам тоа. Затоа се нормални тие грешки, тоа немаш Формула 1 да знаеш, и MotoGP, и кошарка, и фудбал, и се амерички фудбал. И многу имиња се. И тоа За што викаш, имињата, тоа ти ги баш. спомна имињата, тоа е многу тешко. Мислам, таму апсолутно има грешки. све Најтешки треба ми тоа се да пратиш. вечно му кажав на томе скандинавците. Значи, кога ќе дое велосипедизам и Тур де Франс, готово. Ајде, Вингегард. обиди се да ги кажеш точно. Абе, не ги ни инаку, пратам се. ете го Вингегард, или дали е Вингегор, или Вингегард. А, Значи, како ќе кажат на Евроспорт така? па прашање и Чекај, тоа. такви ствари мора да пратиш? Пак има Тур де Франс, мора Кога да има Тур де известува. Франс, замисли да не известам за Тур де Франс. Победник кој е? Лудо Ти е. ќе се реално. љутиш. Не, известувам во информативни информативни изданија има за и за секоја етапа преглед. Тоа е мал. Ја не можам да кажам што се случило, меѓутоа Многу ми Да. е интересно како не си била спортистка, Па тоа а е. имаш толку голем личен интерес, не ти е наметнато тоа, не Не, си не, била не, не, некоја фалело човек и дојана Не, попуни. Ти самата си барала да влезеш во ова без своја лична спортска историја. Тоа од татко ти фамилиарно поштоем да, тоа е само љубов и почит кон спорт, да, навика за следење Ама спорт. зошто? Па најмногу Како може да имаш љубов и почит за спорт, а не си била спортистка? Па, А не брат ми е спортско спортист. новинарство. Па брат ми е спортист. Ако? Така, многу од близку гледав како да речеме еден спортист расте и се развива. Меѓутоа, интересно ми е најмногу всушност мене психологијата на спортистите. Многу ми се инспиративни луѓе, поинакви се од другите. Од мал милион начини и призмата низ која што функционираат воопшто, не само додека се надпреваруваат. Ми се допаѓа таа дисциплина, ми се допаѓа тоа себе почитување, ми се допаѓа таа, затоа и така и емисијата си ја крстив фер игра која што спортот треба да ја пропагира. Да. Каде ја има или нема, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа
сите сегменти кои се поврзани со спортот, посебно личноста, начинот на функционирање на спортистите ми е инспиративна, ми е убава, ми се убави луѓе. Браво. Ги сакам во својата околина, сакам да одам да гледам како тие луѓе го даваат својот максимум, на пример, надпревар во живо. И така. Не знаеш каков аутлаер си во моето животно искуство. Не, за мене до овој момент ова било непоимливо. Што има некој да има ваква длабока увид и почит и љубов кон спорт како поим, а не од моето потекло. Да, те разбирам. Да, зашто не Не го сум. одел патот на спортист. Да, и ми е не знам, многу идеи ми се појавуваат сега, многу убава оптимистичка енергија некако ме збуни дури. Оти сакав понатака да влезам у новинарството, Ако? како прво рече си била доаѓаш од музичка позадина, дипломирана. Да, дипломирав на смер кој што се вика сонологија со мултимедија. Веднаш ќе објаснам. Знам дека следно Добро. прашање ќе биде тоа. Сонологија е, ајде да речеме, наука која што се занимава со акустика, психоакустика, електроакустика и Психоакустика. Да, и дигитална обработка на звук. Практично на факултет научив некои основи на аудио и видео монтажа, меѓутоа се она предходно што набројав е всушност извори на звук, начин на кој тој звук доаѓа до слушателот и начинот на кој што слушателот реагира на тој звук. Тоа Океј, се нештата сега што малку ги- гледам Поврзаност. некоја поврзаност. Тоа е објективно комплексен, би рекла, смер, заради тоа што таму или од таму потоа луѓето можат да се пренасочат или фокусираат на различни нешта. Дел од тие луѓе се аудиоинженери, дел од тие луѓе работат исклучиво монтажа, дел од тие луѓе работат исклучиво озвучување соодветно на простори каде се одвиваат различен тип на настани или концерти и така натаму. Дел од нив, реков, само постпродукција. Меѓутоа, секако тој смер беше и е една добра основа за човек кој потоа би се нашол во медиуми. Јас и сега сум вклучена во процесот на постпродукција, во смисла со Да. моите идеи. Понекогаш и сама седнувам на она основна монтажа. Не сум монтажер, не сум навлезана во сите тие програми, иако Алатките не ги знаеш, Да, ама теоријата, не ги владам, крајниот не ги резултат владам, знаеш кој треба Но да. често сум со монтажерите заедно си работиме и се соработуваме, кажувам што сакам со таа монтажа да постигнеме и многу лесно ни оди да се разберем. Океј. Затоа што уште малку да појаснам, ако еден новинар или водител кој ги има многу, кој воопшто не се бави со делот монтажа, што е легитимно. Ти си водител, ја водиш емисијата, Да. завршува и потоа продуцентот и Нека му монтажерите си продолжуваат понатаму. Тогаш тие луѓе всушност мислам дека можат твојата работа да ја видат ни седна сосема поинаква призма, да ја доживеат сосема поинаку и со тоа што во постпродукција ќе го направат, таа да добие една сосема нова димензија, што Да, не значи дека да. ќе биде лоша. Знам на што Меѓутоа мислиш. во мојата ситуација јас сакам да имам удел и во тој креативен дел од работата, а факултетот тоа ми го возможи. Да. Во постпродукција може да се постигне друг тип на тон или нешто што може ќе ја смени енергијата што ти како водител си сакала да ја Нагласување на нешто, презентираш. елиминирање И може би на мајки некој удел во тој процес како ја контролираш продуктот до крајот. Ама новинарство како новинарство е па Да. посебна наука. Да. Како течеше делот на стекнување на таа вештина? Да. Тоа се учи на онака те фрлаат буквално у море и снајди се или Ќе кажам. Стварно прв пат на телевизија. Да. И тоа е интересна приказна. Едноставно така требало да биде. Вака кога ќе размислам, често пати сум мислела или сум имала желба дека е супер да работам нешто во позадина, додека свирав клавир во нижо и средно музичко, не бев во позадина, бев на сцена, уште тогаш. И потоа, само што дипломирав,
спонтано, мислам сплет на околности, се случи шансата да запознавам вистинска личност која тогаш и потом ми беше колешка, ми кажа дека имаат потреба во телевизијата од кадри кои наеднаш од X причини тогаш си заминаа од тој медиум, добива некакви подобри понуди, си направија трансфери и така. И моето образование соодветствуваше со потребата од човек кој ќе следи култура. Меѓутоа, јас до тој момент не сум работела како новинар, нити како водител и тогаш отидов на разговор, на интервју. Таму имаше сериозни и супер уредници и рекоа, нас ти ни се допаѓаш, меѓутоа тука има многу за учење и не знаеме дали ти си за ова, така што ќе добиеш тест период. И добив тест период кога без да бидам платен одев таму за да... Што се прави у тој тест период? Тој тест период добиваш тема. Од се по нешто да пробаш или? Да, вака, добиваш тема, зборувам од новинарски аспект, за кое што ти треба да направиш интервју или емисија. Ајде да видиме дали и како ќе се снајдеш, кој ќе биде твојот концепт, дали твојот правопис и правоговор се на соодветно ниво за да можеш тоа да го правиш. Потоа следува моментот да влезеш во студио на тест емисија, за да видиме што ќе се случи кога ќе се вклучат камерите и кога некој ќе седне спроти тебе. Ама тест емисија, нема да иде... Како тест емисија на почетокот нормално да. И не беше баш многу лесно и забавно, ама таму и тогаш имав многу голема помош. Има вистински уредник кој се вика Зоран Иванов, го знаат многу луѓе кои се дел од етерот. Од него сум добила многу совети, критики, помош, знаење и бев дел во редакција од која каде што тогаш имаше млади супер луѓе кои што беа другари и колеги. И кои што ми укажуваа на грешките, кои што кој имав милион прашања ми ги одговараа, ми помага околу се, околу како треба да изгледа еден новинарски текст, па потоа до како да направиш креативна емисија. Ти од почеток цела школа си учела у пракса, што се. Да. И сега цело овој новинарски вовет беше од изборевме за твојата пасија во спортско новинарство. Да. Мојот следен интерес беше ти си млада, мислам ти имаш солидна кариера веќе како новинарка, ама реално имаш и многу пред тебе. Кој е обично, вообичаено кариерскиот пат во новинарството? Постои ли некоја хиерархија, може глуп спор, ама степени на не знам, посериозни теми те интересираат, не те интересираат, дали за 10 години може во друга сфера на новинарство се гледаш, како е обично кариерскиот пат на новинарка и дали воопшто имаш интерес за друг тип на новинарство? Збориме политичко, истражувачко, не знам, не знам, ама ме интересира, за тоа прашувам. Политичко новинарство не. Тоа Како не би го ѓавол, Не, никогаш. Не ми интересираат тие теми. Не, апсолутно не сум ни мојот сензибилитет не може. Не припаѓа таму затоа што за да водиш таков тип на теми и дебати, мислам дека и во карактерот треба да имаш нешто поинакво што јас го немам. Не велам тоа дека е лошо. Значи други способности, друг тип на скилс. се гледаш у тоа. Друг тип на и скилс интерес, тоа. да. Затоа што спроти тебе седнуваат други луѓе, теми со една сосема друга димензија и тежина, така што апсолутно не. Не ми е тоа. Сите сакаат да поентираат, може прљава игра малку. Не. А општо кој пат би следел сега? Види, убаво е ова прашање заради тоа што објективно јас имав до некаде среќа. Можеби од една страна е среќа, од друга страна е и потешкотија, што ако сме реални доста скалила и ги прескокнав од моето вработување па до сега. Многу често до сега добив сериозна доверба да добијам задача тешка и одговорна, која што можеби во моментот не да не сме сигурни дали јас ќе ја сработам, меѓутоа има нивоа како тоа ќе се сработи. Можеш пример да ми дадеш? Па еве најновиот, последниот пример е кога официјално почнав да работам како спортски новинар во телевизија Телма. Јас после неколку месеци веднаш бев уредник на вестите од спортот во Телма. Што во минатото
Да, тоа барало звучи како месеци или години. сериозен апгрейд. Значи ракуваш. Барало месеци или години работа, меѓутоа поинаку изгледале тогаш и форматот на вестите и спортските теми. И имало многу повеќе спорт на телевизија. Значи повеќе спортски, зборуваме за македонскиот. Да. Повеќе спортски преноси, повеќе анализи, повеќе емисии, па тоа и ќе те подолги праша. вести од спортот. Значи подолг блок каде што не може еден човек да го подготви. Едноставно си има новинар за секој спорт или дента се договараме кои се нашите теми. Секој новинар има простор од неколку минути да си ја Зашо е работи денес својата- различно? Затоа што веројатно како и во секоја професија, помалку луѓе, Ма зошто? Помалку луѓе. Помалку Или- гледаност, Ма нели треба да пари. обра- или помалку и Сега, пари веројатно. Ја да. имам теорија и прашање имам, Томе те праша, јас директно Ајде. ќе ти даев идеја кај би ти одел пат. Не може ли да се направи некоја порано, ајде тие спортска среда запнава преска, па тоа ми текнува на спортска емисија дека имам. Не Како може ли да спортски има? преглед? Па еве ти спортска емисија. Да. фер. Да, Така, ама да го не. слушам што А, тука спортска емисија, емисија имаш содржината. ти слеш подкаст е твоето само е на телевизија. Гостин, Интервју е форматот. да. Во најголема не е мера? ток шоу емисија по интервју еден човек приказната негова или интересите не е бит. Идејата ми е да има на пример као first take дебатни. Пример. Лупам, ти си модераторот, јас и Томе сме Стивен и Смит и овој он сака новиот црмен. представен, он сака клинч. Така. И сега он е за Дај ми Леброн, спортска јас среда, сум за не знам кој. И сега ти си она што ги модерирај полека момци. Денеска имаме Бостон Селтикс го тепаше Мајами и сега он почиња Добро. неговиот тек и мојот Те тек. разбрав. Као, Не да би било јако тоа. за на пример тоа да го има кај нас. За македонска кошарка, за македонски фудбал, за македонска лига ракомет. Нели ќе се крене и спортот кај нас малку повеќе што кажаме нема таа спорт нема. Нели малце интерес ќе се здобие ако имаме кај да видиме. Ја стално викаме нема тоа кај нас. Не. Изгради го и ќе дојдат. Го build it and they will come. Ако нема, нормално дека ќе нема интерес. А ако има, ќе дознаеме дали ќе има. Ама кај ти влага Јана у сликата Не, сега? Она е следниот степ нези не да биде. А она е модераторот. Она Дали ќе ја направи модератор, може не е емисијата. модератор, може еден од овие што се И објаснуваат пали нас пристрасно гости некој да за не викаш. Пелистер што навика. Ама Слушај, не разбираш ќе од ти избор. одговорам. Дали е возможно и зошто го немаме? Дали е возможно, не сум сигурна дали можам да ти кажам да или не. Ќе ти кажам следново. Ние во телевизија во последно време организиравме и имавме неколку спортски ТВ дебати во рамки на друга емисија, каде што објективно беше проблем Ако бе? да, не, слушни ме што е проблемот. Проблемот е спротиставените страни да се охрабрат и јавно да дојдат да зборуваат. Аха, ја мислев проблем бил сукобот. Не, проблем е затоа што они многу често, не сите, апсолутно секогаш има исклучоци, меѓутоа кога тоа би се случувало редовно, моето мислење е дека во Македонија нема да можеме континуирано да ги соочиме тие спротиставени страни, затоа што се уште некако полесно е тоа на Facebook да се коментира и да се даваат мислења, но не да се седне и објективно и сериозно и на едно убаво ниво со почит кон противникот да се дебатира, ако размислуваме различно. Тоа е едно друго. Мојот интерес личен некако не бил до сега толку кон клинч. Значи, повеќе сакам да истражувам околу животот на спортистите, начинот на нивното функционирање слично како вас. Мене не ми е толку голема сатисфакција да ги... Задржи си го ферплей. Он сака клинч едноставно. Не, кога има дебата, Ти Знам. идеш ти да пласираш идеја негде. Најчесто проблемски теми јас би бара. бил еден од овие што ќе се. Проблемска треба да биде темата или просто Иде редовно. да имаме двајца фанови на спротивни страни и тоа е доволно за да може да... Бе, двајца водители, не биде секоја Да. емисија различни овие двајца. Ама ја сваќам што сака Да. да каже, Разбираш? ќе стане нецивилизирано пребрзо. Нека стане. Па нели тоа гледаат луѓе во кај нас? Ама зошто Па, по јас не секоја го сакам цена? тоа. Прљаво Не, ќе стане, не, ќе почне да се прљаво. плюка, да се псујат по емисии. Не. Ја барем така те сваќам, нема да се одржи некое ниво на Мислам дека Цивилизиран однос, прво не Лупам, би имало Зоран доволно... Михајлов и уште еден познат спортски комент и Калински, да речеме. Инаку Еве, тоа може во джентлмени, искусни стари. мојата емисија не е греда ниту тоа да се случи. Во смисла имам одврзани раце затоа што јас ја уредувам и бирам. Можам дури и такво нешто да направам и имало. Не секогаш е еден гостин, некогаш се повеќе мина и имало епизоди каде така
ќе дојдат луѓе со Ма спротивставени да е редовен ставови. преглед тоа, ме разбираш? Да, ти сакаш редовно. Тековно колото на македонскиот фудбал, кој го прати? Па никој. На македонската кошарка. Ние на- немаме ни пренос. Он сака на спортска кошарка- среда да има и first Така, take така. и он да биде едниот. Не да бидам ја едно, да го гледам сакам. Јас би го гледал тоа, Има затоа и го уште една First работа. take има секој ден. Ова да биде као преглед на колото емисија, нешто од тој стил, ме разбира, не знам, ја немам Има идеја. уште една важна работа околу тоа. На сите овие прегледиве што ми ги кажуваш, на крај шпицата си ја видел? Од За јавна? жал да, Колку луѓе Што? има имиња напишани таму? пола. Па бара. Зашто збориме? Не. Бара. спортски, Аха, демек, убав и сериозен режија, спортски овој, оној. преглед без разлика дали еден човек го води. Ма што има врска ќе ги платат тие луѓето, А телевизија. на крај екипа позади стои од 50 души. Сега добро да за све треба финанси, Па, жаре, а позади Полека човек, полека. Еве пример, позади политички емисии стојат исто толку многу па да, уредници? меѓутоа и во Македонија и не. Еве, Македонија само не. вистина лупам, канал 5 таа ми текна, нема везе. Топ тема еве. Win-win. Нема толку многу голема екипа. Едноставно тие ресурси нашите Тие медиуми цивилизирани се кога разговараат. Нема јас да им Ја давам не би оценка. Јас рекол. не можам да Може ги ја да кажем, ја Не немам можам да виден давам оценка за цивилизиран тоа. разговор на телевизија Да. уживо. А е политичка. Нели е жално? Што по политичко толку побетаре? Тие треба да те водат државата. А Да. овие за спортскиве тимови нема да дојдат до толку гадни да бидат. Добро, да. Глед, те Од те тој разбирам и аспект тебе. го давам као идеја. Ти во тоа гледаш и потик на општа популарност Браво, и интерес, Да. Да. што ќе можеби вроди ривалства, што после ќе вродат интерес и нови генерации. И дали и самите спортисти нема да пушти да гледаш, што ќе кажат за мене оваа недела, разбираш? Да. Стивен Ей Смит вика им пишувам јас. Јало, Оти такви ривалства заеба после работа. креираат и ривалства во спортот. Да. Он ќе орачне нешто Шекил ќе отиде денес на утакмицата, ќе му даде изјава и Да, тој на друго интервју. Го сваќам и него што сега кажа, исто ама го многу разбирам. силно Ова Америка за, ти- Да. за добробит на спортот го збораме. Види би било убаво еден ден тоа да се случи, ама уште стојам на Порано ги имаше. тезата, уште стојам дека треба малку поголеми тимови за таа работа, за подготовката просто да биде подобра. Еднаш неделна емисија. Имаш неделно сепак бара Идеме информираност. натака полегче. Прво Бара треба информираност. многу пари нек да влезат. Да. Неколку светски прваци, Да. полека се вратат средствата. Малце ли Чекај, бе, чек, па. дај ќе ова. Ја друго си имам интерес тука. Ајде. Ајде. Клучен дел во твојата работа е интервјуирање. За мене тоа е и уметност, и вештина, и наука. Јас себе си се сметам како ни бигинер. Оти интервју е еден вид подкаст, е вид на интервју. Ама во тебе гледам некој што е професионалец во тоа. И ме интересира онака како не, ајде да почнеме, како се спремаш, например, како размислуваш на таа тема, доколку длабоко се обседнуваш на тема, интервју како и вештина и уметност и наука. Па многу. Тоа ми е како да кажам секојдневие, дури еве маш ми е сведок дека некои теми кога имаме слободно време и кога нешто ќе видам, ќе прочитам, ќе слушнам, кога нешто ќе се случи пред мои очи, јас се инспирирам и почнувам на некој начин си се обседнувам со тоа зашто ја у мојата глава сега си се развиваат сценаријата. Што друго да доиспитам, што друго да доистражам. Чекај, па тој човек добро жаре кажа, комбинациите на гости многу често се важна работа. Кога истовремено се неколкумина во студио, па треба заеднички да дебатираат за нешто или да зборуваат, како и да е. И така да некако мозоков Сега ми размислува ја поврзано го со почнав тоа. ова баш заради тоа, да пробам да ти го прочепкам мозокот. И сакам да научам Дај, некои дај. финтици. Ајде. Оти спомна интересен момент. Ќе ти влезе нешто, ќе ти инспирира и почнува мозокот да работи. Почнуваш да визуализираш разговори хипотетички со лица или има некоја тема и сега само те влече да копаш информации за темата
и како го правиш тоа како процес во главата? Да, почесто тема или конкретна личност, да речеме конкретен спортист или нешто што направил, дали е некаков успех, а тоа е последица на нешто друго што поназад било. Значи тема. И ништо, најчесто не знам како ми навираат одма милион прашања. Кај мене Значи во себе го прашуваш човекот. така, И ти одговара? не на се. Па не на се, реално. За некои прашања сум подготвена дека потешко ќе добијам, а никогаш и нема да добијам одговор. А имало интервјуа, има неколку интервјуа на кои што на ниту едно прашање не сум добила одговор од гостинот. Што ти? Па така ја прашувам едно, гостинот се А он зборува врти друго. кој киша кој Крагуевци. Не, си зборува, значи не ми го одговара прашањето, ме разбира. Па така некако. Добро се случува. Мислам, ја не сум лута Тоа на тие колку ме луѓе. нервира кога гледам така. Може би во некои ситуации моја била вината, не сум го натерала, а може едноставно не сака. Дошол настроен дека нема намера да, Леле, колку многу теми Ама ми не знам. начнуваш. нели, може да Чекај. биде и така и така. Да, и сега ќе рипнеме у тој случај. Ај, Ти си имала одредено очекување. да. Очекувања. Значи, окей, сега ова е сценариото. Знаеш кој е гостинот и сега се спремаш за него. Визуализираш интервју во глава со него. Имам поенти. Да Имаш речам, кои што поенти, ми се баш важни така. да. Исто ја кажам, немам Да. конкретни прашања, Така. како поенти се и ќе видам у моментот дали ќе биде изјава, дали ќе биде прашање, како ќе формулира, окей, тоа Мгм. и го имаш во глава, ама не можеш да бегаш од фактот дека креираш очекувања во главата. Да. Ја имам, не знам што да мислам со тоа. Оти кога имам очекувања, автоматски се оставаш на шансата или да се исполни очекувањето, и у кој случај ќе бидеш демек среќен, а ако не се исполни очекувањето, демек си несреќен. Ама и двете се релативни. Да. Исходот зависи само затоа што ти си направил очекувања. Ама не можеш да избегаш од очекувањата. И сега у ова сценарио ти си имала очекувања од гостинот да ти одговори на одредени прашања. Не одговорил. После интервјуто, како го процесираш тоа? Бараш во себе дали имало алтернативни начини да сум го прашала или едноставно негде на друго место е утката? Тоа зависи од гостин до гостин. Прво за разочарувањата, ќе ти го одговорам ова. Јас сум имала разочарувања од гости уште пред да почне интервјуто. Искрено. У која Значи, смисла? Па се добро ги памтам тие што ме разочарале затоа што премногу сум очекувала од појавата, од однесувањето, од ставот, од енергијата на некој човек. Кога си се среќавате пред да Не, почне? да, сум имала гости што не сум ги познавала лично пред да дојдат и да ми бидат гости. Не ми биле Така? познаници, не сум ги сретнала некаде, па ќе речам не се секогаш и само спортисти, во минатото били и од други Јасно. профили, професии. И сега имало, особено ако се јавни личности, личност која што сите ја знаат, популарна и така, гледаш некои успеси, гледаш некои остварувања и имам високо мислење. И очекувам да кога таа личност ќе се појави повторувам, со ставот, со начинот на однесување, говор, култура, воспитание, ја да паднам у несвес. Значи трема имам. Стварно е така, објективно е така, имам трема. Зашто ќе дојде некој тој, не сум го интервјуирала Меси, ама неважно, сум имала. Македонски Ги успешен да респектирам, на вистина го кажам, ги респектирам сите гости, меѓутоа нели за некој имам посебен мерак да дојде, за некој нормално било да е многу како. тешко да пронедат и место и време и начин да дојдат, па го чекаш тоа со месеци и така натаму и сега го чекаш моментот и доаѓа и не е тоа. Никогаш сум се соочила и со основна некултура. Да би се очекувала повеќе. И со надменост, и со некое однесување кое не ми соодветствува на она што можеби јас сум го идеализирала, ама и не е само идеализирање. Туку има и црно на бело факти и успеси и действија кои што тој човек го карактеризираат како голем и успешен. И тоа не може да го избришеме, не ни сакаме да го избришеме. Да. Нели?
И Така ти да- па треба да продолжиш да правиш Добро, интервју со тој ќе човек. продолжиш да правиш интервју, ти го рече разочарувањето си е во твојата глава. Може да е некој друг тука ќе падне у несвес од истата таа појава, нели? А што се однесува до прашањата, некогаш многу често инаку ги гледам си ја гледам својата работа, иако е тешко. Мислиш Само да отпосле? си се слушаш и гледаш. Да. Од- Како се Одвратно однесуваш, како зборуваш и се мора. Според мене, за да имаш напредок, мора. И за да знаеш и за да почувствуваш каде не работиш како што треба. Каде станува Апсолутно. досадно, Да. каде едноставно ти таму и тогаш не си се сетил дека сега е време нешто да прашаш. Тајминг. Ема многу е тајминг полесно во од страна. интервјуто. И некогаш било до мене апсолутно. Дали јас, не знам, дали ме фатило трема, дали јас сум се заспала условно, не знам, кај ми биле у моментот мислите и фокусот. Дали не го слушам доволно добро тој што е спроти мене. Има секакви ситуации. Значи, некогаш јас сум била виновна што тоа интервју и тој разговор не бил на крајот како што сакам. Значи, да ги добијам тие информации па или повеќе од тоа. А некогаш едноставно знае и на тој спроти тебе да не му е денот. Да. Или да не сака да каже, или да нема доволно добра енергија. И Како се спремаш непосредно, денови, недели, не знам како ти е процесот, откако веќе знаеш конкретно тој е гостин и сега сепак нешто треба да се информираш за човекот. И кој ти е процесот на прибирање информации, што бараш, кога го истражуваш, кои конкретно елементи, оти некојаш има бесконечно материјал Има. од некоја личност, што са нема ја тогаш е тешко. докторат да спремам за човекот, сакаш да има и спонтаност некоја. Кој ти е тој процес? Колку ти трае, како технички како го изведуваш, да пишуваш, памтиш, снимаш нешто, како Кај мене, бидејќи слично како вашиот подкаст, емисијата ми се емитува сега, еднаш неделно. Аха. Кога работев внутринска програма, тогаш било некој пати секој работен ден. Различни концепти се. Кога секој работен ден имаш нови гости и нови теми, или Плюс еднаш живо иде така? плюс во живо иде. Или кога е еднаш неделно. За Да, е еднаш- ова поредко што Сега- си бара малце поише. Сега најчесто подготовката ми е помеѓу една и друга емисија, освен што секако си имам листа на гости кои сакам да дојдат во било кое време и нивната работа тековно ја следам. Се уште не поканете или поканете, Уште ама не е Некогаш искоординирано. и така и така. Например, еве и вие сте пример. Вашиот подкаст сум го видела, сум слушнала мал милион работи што сте ги зборувале и теми на кои што сте зборувале, па сум се инспирирала и сум сакала да бидете гости. Ние тогаш релативно брзо се договоривме да дојдете, ама јас пред тоа веќе знаев кои Значи, сте. ти си и имаш што сте. листа и на Да. се уште не поканете, ама као Да, желба. Секогаш имам, секогаш. Ти имам. немаш? Да. Па за тоа сега сакам да си ги споредам листите. Да, има. Ја стотици имам на Листата не ја листата, кажа. знам. Се шегувам. Не, имам, апсолутно имам. Сега за некои од тие луѓе, да, дури запишувам. Мислам, прибирам податоци. Да, ај сега се ближиме, значи, Ајде. окей, го знаеш, таа наредна недела снимам со тој и тој. Како се спремаш? Што конкретно за него бараш? Па ќе речам, тоа што работам сега и на вести од спортот многу ми помага за тековно да ги следам нештата. Посебно за македонски спортисти, мене ми се Добро. тие гости, најчесто. И си имам тековно евиденција во најважните нешта кои им се случуваат сега во кариерата или краток период пред да ми бидат гости, така што имам евиденција дополнително. Се што можам да користам од информации на интернет, се разбира, и некои минати интервјуа. Искрено не сакам да се повторуваме. Значи, ако некој нешто веќе кажал или многу пати кажал на друго место, зошто сега пак истата тема да ја отвориме кај мене во емисија? Значи, се разбира, слушаме некои интервјуа кои претходно таа личност ги имала. Многу важна работа. Во минатите сезони од Fair Play имав за моите гости и дополнителни гости, нивни блиски луѓе. Значи, тоа од ограничени сме околу тие содржини најмногу заради времето. Затоа што бара многу време да јас на Томе и Жаре пријателите ги сконтактирам, најдам, да сакаат да зборуваат пред камера, па и зад камера. Ја мислам, тоа е најголем проблем. И двете се проблем, меѓутоа имало Тоа е неколку документарец секоја недела. Па рече ти, нели, истражувачко, и тогаш и беа во поголема мера
со истражувачки карактер Да. епизодите. Сега се таквите епизоди поретки повторувам заради времето. Затоа што едноставно не е телевизијата е една цела машинерија, мини фабрика, Да. каде сите тие луѓе кои се ангажирани околу емисијата не има единствена обврска. Да, па и мене. Да. Затоа што јас имам ангажман нели околу информативните изданија и емисијата, така што со темпо еднаш неделно, ова што ви го раскажав пред малку е многу тешко да се постигне. Затоа што Нема тоа треба и да се шанс. договори и сними и а потоа и Треба монтира. екипа што само Меѓутоа, тоа го прави. Имаше А имаш многу добри тајминг на емисии. телевизија, што Да, не нема смее да се одложување. пропушти. Имаше многу добри емисии. Еве сега тазе ми е ова соиѓе што се случува или случуваше кон крајот на годината. Со Ферариво? Пример, да. Ти Ќе видела? дојдеме до таа тема. Како Човече, не? Ферари Како не? Не пратам од тоа ми ревил е. правеше на новото возило. Значи, вака, Мотоциклизам ми big е. deal и не знам кој израз да го употребам. Еве, со маш ми кој ќе си дојдеме од работа дома, и он, знаеш, прва реплика што му е? Јана, да ти повторам. Иđе, ќе вози Ферари. Значи, Кај ќе вози, не знам. ќе се надпреварува со Ферари. А ќе се Следната надпреварува. Ките што А ги патем- вози Рицки Да, тие, Рицко-Брзински. си ги менја он од сезона од сезона и сега Ферари ќе вози. Патен Ферари не може секој да вози, разбираш? Не, Ти не, не, можеш да ама- сакаш, ама Си има таму класи категории, Кој си, спорт, да, кој што сме. Соодветно возило за Рицко-Брзински. Чека, зашо го спомна Иđе? Го спомнав Иđе, една од поубавите епизоди, учествуваа неговиот брат, кој што не однесе кај нивната прва гаража, кој што ги објасни Добро. сите дали околу тоа. И сакам да кажам, тоа е веќе една сосема поинаква и многу поинтересна подготовка. Затоа што со него, со неговата сопруга, со дел од неговиот тим механичари, пријатели, зборувавме и пред и позади камера. И јас Леле, при тој колку процес јако. добив информации за пред да седнеме јас и Иđе еден спроти друг, добив информации за него кои не сум можела на ниту еден друг начин да ги добијам. И така можев да концепирам. Интервјуто после мет и млеко. Да. А плюс што дел од нештата и тие ги кажа во етер, така што тој концепт јас го сакам и тоа е концептот во мојата глава што го сакам, меѓутоа не секогаш може да Тоа е биде перфектното еднаш неделно изведен. сценарио. Да. И ја да. така си Ето саѓам. ето. Така да познаници на моите гости, на луѓето кои ги интервјуирам, па дури и дел од моите новинари колеги кои во минатото ми ја следеле кариерата, знам да им се јавам. Искрено, имаме многу новинари македонски кои Да? на пример, еве пример ќе дам конкретен, Шабан Трестена. Гостинка Добро. е мене во емисија. Сме имале колеги кои оделе во живо да ги коментираат неговите настапи Да, во Лос да. Анџелес на Олимпијада, па на светски, на европски првенства. Тие луѓе се енциклопедија. На Како новинарот се? мислиш, така? Така е. Тие И му го, се тие јаваш го на гледале него. Шабан уште кога Го се прател, подготвувал, да. па кога патувал. И му се јаваш на него? Да. Да си го распрашаш за И за него го Шабан. подсеќаш малце. И сум имал и емисија, еве со Зоран Михајлов имав ми емисија кај што он евоцираше спомени од неговите лични искуства на олимпијади. И мислам, Тој не да е енциклопедија. а фасцинантен е енциклопедија. моментот дека сите го датуми и информации он ги знае на памет. Да. Значи го нема моментот чекај Јана да видам да отворам како беше, не. При Google е човек. Не. Зер. Да, друга димензија на луѓе, али ги почитувам многу. Реков, на вистина со голем дел од нашите новинари во спортот веќе и се запознавме и имаат многу Браво што пријателски однос. помагаат, знаеш. Да, многу пријателски однос. А и на моите колеги од редакција. Како збориш, пола Ало. прашањата ми ги штиклираш, така. Да. Ало, Бранко, извини. Ја имам глупо прашање и он се смее. Али ја морам да го прашам нешто што не знам. Нормално. Паневски Игор, тој е повозрасен, највозрасен е во редакција, еднаш, еве уште еден пример. Го прашував за нешто беше за фудбал, надпреварувањата во конференциска лига Европа и така натаму, како вкрстуваат, кои се елиминираат, кои продолжуваат натаму, сите правила. И он ми збори, ја го гледам бледо. Има многу тимови, значи додека да дојдеме ние до потесен круг, и му викам, пане, вака ќе направиме. Ќе земеме еден бел лист, поголем, А4 формат, и ти, како на најглуп човек што си го видел у животот, ова ќе ми го објасниш. Нацрташ И го. него, да, нацрташ на некој начин и не му беше тешко. Мислам, никогаш не им било тешко. Не рекле не и немало да не ми одговора да не кренат на телефон кога сум на смена или не се овде, а имам прашање. И да, земам и објасни ми. Просто морам да го знам тоа.
А оние сфери на, знаеш, она како, не знам дали е ова директен квот, the art of conversation. Значи сега, ова беше малку по-технички Да. објаснување и фала ти многу. Имаше неколку моменти што Да, може ќе ти ќе ми помогне. остана, да, дефинитивно. Ама тие по-неопипливите моменти на уметноста на разговорот. Значи, што вистински значи да слушаш некој кој збори. Што и каква улога игра да пробаш да емпатизираш со соговорникот. Јас, например, пробувам, читам и такви ствари. Прво затоа што сметам дека може малце неблагодарно да се каже, како да веќе имам некое такво родено чувство, да емпатизирам со соговорник, ама ми треба можеби техничка спрема за убаво тоа да го изведам пред камери во некако полусценирано, знаеш, околности. Ама ме интересира ти што мислиш за тоа, за тие по-неопипливи моменти на уметноста на разговорот и кој ти е ставот кон тоа? Баш слушав интервју сега скоро на темава, каде што новинарка, водителка го кажа ова што ти го спомена, можеби најважниот дел за успешно интервју кај водителот е да го слуша, да успее максимално добро да си го слуша својот соговорник. Што кажува? За да може соодветно тоа да го развие. Не можам да кажам дека толку многу сум продлабочена да толку детално навлегувам, повеќе мислам дека е исто некое мое чувство кое што го имам, природно го правам Природно. тоа. Не сум го правила никогаш со некој таков план или дека она што го зборевме, ја имам поенти, ама дека мора по секоја цена сите тие прашања да ги поставам зашто јас сум наумила и не ме интересира, ќе го прекинувам соговорникот, ама ја тоа морам да прашам. Не. Некој пат се случувало една или две од поентите да јас ги поставам како прашања, но одговорите на соговорникот да не однесат на сосема друго ниво. Тој тајминг сигурно се вежба за да биде подобар со тек на време, затоа ти го реков. Тоа го работам на начин што се гледам и себе, ама гледам и други, кои мене ми се позитивни примери. Има и во македонски етер такви некои луѓе, мо смеам да спомнам една стара емисија која што многу ми недостасува во етерот. Се вика Пулс, се викаше Пулс и ја водеше Ана Јовковска. Од кај ја памтам Пулс? Па На која телевизија? на Алфа се емитуваше и имаше, да речеме, еден филозофски карактер, каде што гостуваа луѓе од сите професии, меѓутоа Ана ги поставуваше поентите низ некои филозофски реплики, дела, кажувања, констатации, факти и така натаму, меѓутоа апсолутно она го диктираше таму темпото многу успешно како соговорниците ќе зборуваат, а ми беше многу интересно како за една иста работа многу често сите зборуваат диаметрално спротивно. Значи како ја доживуваат и така. Сакам да кажам, гледам некои такви примери и ги слушам како тоа го прават. Не мислам дека може да се дефинира. Пример, се дадов конкретен пример, Ана Јовковска, како она тоа го прави. Па прво многу знае, второ многу чита, трето има таква некоја енергија и харизма која мене ми се допаѓа, значи на моите критериуми и визуелно и секако. Комплетно како се однесува према соговорникот, ама не можам тоа да го дефинирам. Значи како да дефинираме емотивно добар разговор или тајминг во разговор, мислам. Нема, тоа е енергија. Затоа ти реков и колку зависи од другите. Еве вака, еден од моите омилени ангажмани како новинар и водител беше The Festival. Значи работев на го покривавме со телевизија тој фестивал и одев на 2 изданија и таму интервјуирав сериозно популарни ликови кои имавме среќа да доаѓаат тука. Од типот Пол Ван Дајк, Офенбах, Махмут Орхан, не знам, и од регионов многу луѓе, и наши, Дуке Бојаджиев, Кирил Џаговски и така натаму. Таму ми беше на едно место и во слично или исто време видливо како различен сензибилитет на луѓе и луѓе со различно ниво на популарност се толку многу различни, а јас ги поставувам сличните прашања. И се наоѓаме на исто место и во една иста атмосфера, као темата е забава и позитивен дух, меѓутоа
да речеме балканците, македонците, ајде окей, зборуваме на ист јазик, пред се, меѓутоа ќе дадат подолг одговор, дома се, значи чувствуваат дека се дел од настан кој што нивната земја ја афирмира, настапуваат пред своја публика и имаат една сосема поинаква настроеност. Ги интервјуирам Офенбах и добивам 3 збора за одговор. Не заради било прво ради нивниот сензибилитет. Значи, они си се северњаци и крај готово, чао со здравје. Нивниот начин на разговарање е тој. Може би Овие 500 чувствуваат интервју дека ма. мене ми го одговорија Да. прашањето. Па плюс. Више Што на ме до секој овде фестивал од ги медија добива и- слични, са тоа не е интервју, тоа се изјави. Повеќе изјави, меѓутоа да, сличните тие И филм изјави се ги знаеш дава. како на лента. И затоа, а ја истата. А плюс жива среќна, мислам, многу ми беше убава таа обврска, со ентузијазам ја работев. Така што, како ја таму да го диктирам темпото, евајте? Или како ја да ги натерам тие луѓе, затоа велам. Атмосферата Ама е таа. дали и треба, зошто да го диктираш? Добро, на крајот од денот. Остај се на флоуто, какво е, такво е. Тешко да се дефинира. И еве уште еден пример ќе ти дадам, Огнен Јанески ќе го спомнам. Пријател ми е и бевме колеги во TV24. Значи имаше еден период кога во телевизија, во една негова емисија му доаѓаа гости во моментот, мислам дека дури свесно ги канеше, кои во моментот се на некаков пик во општествово или на социјални медиуми. Тука има некој неверојатен хејт или некој за нешто се избламирал, направил погрешно или му се смеат. Луѓе што за подсмев ги зимале. И он луѓе ќе ги викне во емисија и ја гледам топ интервју. Чи пази, некој што е мета на исмејување и некој што дури можеби на вистина несоодветно се однесувал или кажал нешто што ги повредил останатите или треснал некоја глупост, Огнен не го пречекува со цел дојди сега тебе да те рендам сите да ти се смеат. Не. Го пречекува со максимална почит и со намера да тој човек некое тоа добро издание што го има и тие добри карактеристики, значи не го дефинира тој човек еден гаф што му се случил. Деде да е Така. жив и здрав. Ама ние да ги видиме сите тие работи. Зашто, повторувам, кога некој ќе го нападнеме или некој ќе направи нешто што не треба, не значи дека готово. Тоа е таа личност. И знаел луѓе, еве се ова е спротивна ситуација за кој што ја имам некое мислење што бара човеков сега да доаѓа тука, ќе седне таму и ќе сватам што бара. Али Огнен ќе направил да сватам што бара. Мислам дека интересот према таа личност е него целта нема била према луѓето, него да ги оправа, сега така Ама- те сваќам од моментов, не знам за Така, ситуација. не да ги оправа. Туку Да. он сосема поинаку Еве пристапува. ви го не е гафот човекот. Да. Ова е човекот. Тоа е до Тоа му е пристапот. целта и за тоа интересот негов. А за овие работи што е примил интервјуто, не при тоа Офенбах, тие не ги прават. Добро. Едноставно не го занима, таму е доен да заврши работа. А од друга страна па за интервјуа, мислам дека со луѓе што тебе ти е интересно да разговараш, секогаш ќе биде поинтересно интервјуто, зашто ти имаш интерес кон тој човек. тоа Па е не мора да муабетот. значи. Да Што нема- не? Не мора да значи. Па добро, ја не сум имал сега такво искуство. Не си имал добро. Не, она што ме прашува Томе за тоа како да почувствуваш или дали има некој тип на техника или некој тип така на знаење, на скил што ќе ти помогнат да ти бидеш подобар новинар или водител или некој што прави интервју. Мислам дека оние најдобрите тоа го имаат во себе, искрено. Колку и да звучи Што- ова како што оправдување. точно? Па Искуство некаков нели е? сенс и талент за таа работа. Како ја да објаснам зашо Опра Винфри или Елен Дедженерис прават такви емисии? Што има милиарда емисии. па Има, за- добро, не, и вкус, добро, и вкус, не, зборувам за шоуа кои се сепак и толку многу популарни, Да. широка маса ги прифаќа и толку различен профил на луѓе седнале спроти Ма нив, па машинерија е тоа више. Колку луѓе работат на Опра Винфри? Знаеш што забележав ја? Корпорации се тие луѓе, више мислам. и тоа е точно. Спремајки се за тебе. Ајде. Са ти стотици емисии имаш направено. Па има. Така, не можам Да. ја дома библиотеки сега за Јана да спремам, за што да нема докторат да спремам. Така што не можам да пробувам тоа да акумулирам како информација. И некако, окей, сега, си кажала, милион работи си кажала, нешто ќе повториш, јеби ga. Ама пробувам, например, да мислам сега тебе како пример те давам, ова го правам за скоро сите гости.
пробувам да го најдам некаде кај што веќе има зборено. И са нормално за тебе е тоа прелесно имаш. Те има на стотици видеа како имаш зборено. И тие неопипливи елементи да пробам да ги дознам и увидам пред време. Пред да не мора сега да трошам, например, 10 минути за да пробам да те осетам, како си обично, со кој ритам разговараш, тонот, каденцата на вокабуларот, знаеш, такви работи. Со тие работи пробувам да се запознам пред да дојде човекот и правејќи го тоа, пак не е тоа до толку технички, ја демек студирам, се оставам само на слухот и што и да е нешто само ќе ми се закачи. И само ќе ми се закачи, види, Јана е професионална, исто професионална, секогаш. И ме подсети на овој Огнен, ли како го кажа, Да. без разлика од гостинот. Да. Без разлика дали тебе лично те интересира баш Да. тој спорт или баш таа дисциплина, ти истото ниво на возбуда и интерес ќе му го дадеш на гостинот. И ме подсети на Сенат. Сенат? Која рече, никој не го заслужува твоето лошо. Еден тренер ни беше на подкаст тук. И он На го Гого кажа тренер. тоа. На Гого Гого тренерот. Не бокс, него фитнес. И он како тренер го кажа тоа, никој не го заслужува твоето лошо. И сега гледајќи те тебе, мене таа мисла ми дое, ти на секој му го даваш твоето најдобро. Прашањето ми е колку ти е тоа со умисла, колку се тоа должи на едноставно почит кон професијата, и дали сметаш дека тоа ти помага секогаш да искочи убаво интервју, ама некогаш и ти пречи да уловиш моменти што можеби да не си била баш сега со толку, не знам, истата енергија, си ги промашила заради тоа. Сакаш кои Да. нијанси пробувам да ги осетам? Прво за подготовката, точно е тоа. Знаеш зашто е точно? Ја искрено кажувам, јас уживам. Можеби најмногу не можам да одлучам дали најмногу, зависи од форматот на емисијата, но најмногу уживам во подготовката. Значи тоа ми е најинтересно. Кога некој треба да седне спроти мене и јас да дознавам што повеќе, да се подготвам. Во тој процес најмногу уживам. Многу повеќе од што уживам да се облекувам и шминкам и ова за да седнам да водам емисија, искрено. Добро. Нормално, важно ми е како изгледам, да тоа биде убаво, културно, фино, ама не ми е тоа најважниот дел. Искрено. Значи, дали патецот ми бил на страна на оваа емисија, па сега имаше еднаш ситуација, носам 2 големи обетки на емисија, големи, значи се гледаат ко лампиони, ама едната паднала. И Како никој не ми паднала? кажал. Па така ми паднала. Низ ходници или негде се Гвинтот, качила Не гвинтот. осеќаш? Не осеќам. Ја под адреналин сум. Ама и ја дали осеќам. Колегиве, и они секој си ја работи својата работа, ама не забележале, знаеш. Па си мислела така треба една. Идеме на монтажа, вклучувам ја и гледам, а плюс собрана косата. Значи, ало, јас сум со една толкава обетка. И викам, добро луѓе. И знаеш, и тоа било можеби еден од ретките моменти кога ќе речам, мај бе, сега на шо личам, не сум срекна сега со ова. Инаку, искрено, дали сум седнала вака, дали бил карминот црвен, повторувам, сакам и треба тоа да изгледа коректно на телевизија, ама не ми е тоа, не се обседнувам со тој момент, се обседнувам со подготовката. Тоа е битно И да. дел. Добра и Добро, го кажам ова зашто има различни примери. Особено зависи, има и луѓе кои се само водители. Зависи што водат. Не се новинари можеби, туку си има тим кој што тоа го подготвува, па не знам како оди, тоа оди поинаку, друга е приказната и фокусот не има таму. Така. Затоа велам. Така да тој дел ми е Добро. на пик. А, сум забележала дека јас многу подобро се однесувам тогаш кога се чувствувам дека сум доволно добро подготвена. Ако го имам, ти бидејќи ти ми велиш, ако си многу подготвена, нели информации, па се сето тоа да се изгубат некои Да. поенти, нели? Не, некои емисии кои што не ми се допаѓале или каде што сум си нашла
мани како е тоа сработено, почесто биле кога тоа не било лошо. Ја објективно не сум била неподготвена. Се подготвам за секоја емисија и за секој гостин. Добро. Немало никогаш ај улетувам ја да водам емисија. Ниту еднаш. Али кога нешто ми недостасувало во смисла јас самата да мислам ми недостасуваат информации, дали има уште нешто, тоа сомнеш, дали има уште нешто што е важно ја да го знам, а не го знам за човеков. Некако сама себе кога си давам оценка дека нешто можело подобро во подготовката, тогаш знае да не ми се допаѓа финалниот производ. А тоа пак е може лично чувство. Као некоја моја неудобност дека може би требаше подобро ова да се подготви. Да. Не, Од добар другата страна момент е, не да. изгледа така. Што поспремна си се осеќаш самата, Тогаш подобро се однесувам едноставно. да, Ради мојата самодоверба или мир дека се ти е спремно, да. Не ли е за се така? а не може никогаш да биде се спремно, он добро кажа, многу добри поенти кажа, не може секогаш се да биде спремно. А некогаш си подготвен со XXX теми, информации, па ништо од тоа, На крај нема да не излезе. па не, ништо од тоа, доаѓаат некои поинтересни работи, кои во моментот Да. проценувам дека ми се поинтересни. Да. А сум мислела дека ова ќе биде тоа, ова мора да биде тема на разговор. Ти знаеш зашто? Ја, например, са чуден збор е, визуализирам интервју. Јас па не. Ама Еве, тоа јас не е... Не, ја не Како не е прескак... Не на... ти лета главата. Јас не, јас Кога разговараш со човекот у глава. Сам со себе, Ама стари не со ми иде човек. тоа буквално така. Не си разговарам јас со човекот у глава. Јас само знам кои се поентите што сакам он да Ја зборува. разговарам со А, јас човекот не. у глава. Не. Ја цела недела разговарам со Јас. тебе. Не. Јас со тебе разговарам цела недела у глава. И тоа ми е уживање. Секоја недела, секој нареден гостин. Некојаш, например, снимаме неколку дена поред и имам 3-4 гости у глава. Јас со тројцата разговарам. Да, и кога Како- збориш со едниот, сега чекаш ај другиот А мачи. како потоа ти се поклопува? Па ти многу често се разочаруваш, сакаш да ми кажеш? Не. Што ти се случува да, после да, тоа? што, ајде. зашто го што сакам да кажам со тоа? Е, што ја разговарајки така, поминувам илјадници сценарија. Како се може да тече разговорот. Ама во сите можни параметри. Како е, дали е смирен, дали е возбудлив, дали се открило нешто скандалозно, дали сум поставувал лајт прашања, дали сум поставувал длабоки прашања, дали излегло нешто тажно, се можно што ќе ти текне, у секој можен параметар, од едната до другата екстрема. Во таа комбинација со оваа комбинација. И милиони интервјуа се тоа у глава, и моабетот ми е дали ако го правам тоа, промашувам моменти кога уствари се случува стварно интервјуто. Јас такво чувство немам. Добро, ова е сосема различна перцепција. Јас такво чувство немам. Не знам. Од и мене тоа ми е спремањето. Имав неколку, не знам, лани, едно од највозбудливите што сум бил во велосипедскиот свет, во комбинираниот велосипедски јутјуберски свет, постојат неколку лика што се водечки моментално, глобално. Vegan Cyclist се вика едниот, Дилан Джонсон е вториот и Питер Стетина е третиот. Тоа се професионални велосипедисти, но и јутјубери со огромен фенбейс. И ја по некоја универзумска случајност ги интервјурав тројцата. Ги пишав на Инстаграм, А нешто имам видено. и тоа, овие мислам, си да. прифатија, и јас си правев на На англиски, англиски да имам видено. епизода со луѓе што ги пратам со години. Ја пред уопште да имам подкаст, имам разговарано со тие луѓе секој ден. Ја возам точак, јас си разговарам Да. со Дилан Джонсон, тренерот, Те со разбирам. сати. Не, во мојата глава не оди тоа така, те разбирам. Од тие тројца, со двајцата беше dream come true.
Се што имам сонувано се случи у тој саат и нешто. Така како што си го замислувал? Браво. Фул. Не, во мојата глава не оди ова И вака. ден денес не ми се верува дека тоа се Ја не си случило. визуализирам одговори на луѓе. Не си визуализирам сценарија што би можел се да ми Знаеш што, можеби повеќе очекувам, некако најчесто очекувам во која мера може да оди. Ретко ми се случило да добијам некој диаметрално спротивен одговор на таа поента која што јас сакам да извлечам. Ретко сум имала некои такви изненадувања. Не, поконечно дое моментот. Браво, Ајде. фала. Ајде. Дали треба да има такво? Па треба да има Ја некогаш. некојаш сакам Да. се шокирам сега. Да. Тотално неспремен. Треба да има, ама треба да има дали е подготвен тоа другата страна да ги каже тие работи. Зависи какво е прашањето, меѓутоа ја мислам дека многу често има да се одговори на некое прашање, ама соговорникот одлучува да не го каже или одговори тоа. Ти така дали се Што ако сеќаш стварно некојаш не ќе така? да ти одговори на тоа? Ме разбираш, значи Да, за најглуп вакви теми одговор. јас до никаде го разбирам, ама мислам дека некои прашања дури не ги поставувам некогаш свесна дека нема да го добијам одговор. Мене не ми е ни до изгубено. прашањето, мене ми е до желбата да бидам изненаден Да. во разговорот. Се случува, ама не толку често, барем во мојот пример. Тие веќе кажеш. И во Ама не тензија е сум. твоја контролата, соговорникот ако не ти го... Не. Ама знаеш зашто не сум изненаден? Оти јас сум ги поминал сите можни сценарија веќе. Да. И тоа ти може да... изненадуваш. Мене тоа ми е конфликтот. Ако не го правам тоа, прво треба да се присилам да не го правам. Не знам Да, како да. не го правам, природно ми е. Сега знам дека со Јана ќе збориме. Ја Ти врти главата само. Тоа ми врти главата. Не Искрено, дека сум мене ова ми нешто, изненадување. По Не. 10 минути ми се гаси, Зависи слушам друг а подкаст. не дека па, има не. роман тука 3-4 Океј. bullet points. Така е, да. Не. Во мојата глава никош нема сценарија на одговор. Ретко. А не на одговор, ја на прашање сам. На праш па да, ама Ја он на кажува одговор немам сценарија со сценарија. одговори. И А пет... бе муабети Муабети цели има. човече. А зашто што е интересното за тоа кога ги правам ја у мозок, тоа не е во real time. Ја у една минута е саат време помина. Да, добро, јасно. Сваќаш ја возам кола се сакам возам така. 11. Ја Си имам мислиш. илјадници сати интервјуа у глава поминато. Знаеш кога сонуваш, Да, бе, сонот е јасно. 3 минути, а ти мислиш дека 2 дена Да, 3 траел минути е филмот. многу. Не. Ја имам илјадници прашања, али не илјадници Конфликтот разговори. ми е од една страна сакам да се фатам изненаден и го чекам тој момент као за дел од причината зашто сакам подкаст и разни гости од разни полиња е да ме шокира нешто, ти тогаш најмногу учиш. Да. Ама тоа е у конфликт со другово, како да се изненадам која сите можни верзии на интервјуто Си веќе ги сум ги имал направил у низ глава. главата. Не. Ти сосема поинаков начин на размислување имаш од мене, добро, легитимно. Сам легитимно. Сосема како- различно. како- Ами што поише проаѓаш, по големи се шанси да Ти не како- те шокира. Ти визуализираш Да. ти како правиш пред епизода? Си мислам на тоа и си поставам. Прашањата си Да, ги поставуваш. Прашање, И јас верзии на прашањето и верзии. А одговорите? Па не знам, ќе видиме, ќе дојгостим. да. Ја не ги ете гледаш? Нема како А да ми одговори ставот зашто на не го гостот, знам одговорот. енергијата како Добро, ќе се постави. Тоа Ја и најчесто тоа го го очекувам. замислувам. Не, Не јас можам одговор зашто не го знам одговорот, Па, затоа многу го луѓе поставам го очекуваш прашањето. тоа. Ама не не, знам како бе. Како така? Чудно ми е. Ја знам кое прашање ќе го поставам. Знам кои се можни Да, кои можни, се ама кој? кои се можни емоции што може да ги пробуди тоа прашање. И можам да ги видам тие емоции во лицето на кога го гледам во мозок. Добро. Ја можам да го видам ако му побудам тага ќе изгледа вака. Ако со прашањето му побудам некоја било која емоција, можам да му го видам изразот на лицето како ќе изгледа и тоа не можеш да го видиш, не можеш Може да го по Ама не, дефолт, ама не го размислувам си го- свесно. Да, и јас не одам. Сега кога- свесно, Сега ама тоа кога ми се кажа, да, случува. ми се да бе како.
Значи, Ама не е да, онака сега, чекај да го замислам сега. генерално е тоа што го реков, Али што кажа енергијата, саат, нели ти време, реков ја секунда. имам очекувања. И вистина е, сум имала и Да. најчесто имам кога некој ќе дојде, како ќе биде настроен. Дали е некој убаво рече, дали е некој попитом, со некој разговорот поспоро се одвива едноставно заради неговата природа. Таков му е сензибилитетот, таков му е Имаш некој карактерот. што ти останал позитивен впечаток, некој да. интервју, некој разговор. Давид Дейвис, тренерот поранешен на РК Вардар, беше помошник тренер во времето на Раул Гонзалес, а потоа беше и прв тренер на Тој не е наш, Да. кој е тој? Да, Во французин. избори македонски Французин и покрај тоа што Екваторијална Гвинеја е местото каде што е човекот роден. Што копаат. Луѓе. Кажи, ја да раскажи го еве за тоа. ќе зашто? раскажам. И самото договарање беше прелесно, полесно од што очекував. Човекот разговараше на македонски, ги одговори сите прашања со феноменален речник и со забавно беше ентузијастично интервјуто. Не, батали. содржината на интервјуто беше забавна, затоа што он сакаше се да каже. Дополнително што е човекот сестран, па и има што да каже. Ова на Ферплей Во беше? Македонија, да, во Македонија откако дошол, за се зборувавме за како научил македонски, ало доаѓа тука се пишува на кирилица. А он зборува За колку македонски. години? Па не Неколку, знам, така? неколку години, меѓутоа он целото интервју беше на македонски без да настане проблем дека он не ме разбира, ми одговара на македонски, ме 5 разбира. години да е па малце е тоа ми е мовет. Да, и тој беше човек со став, Браво. меѓу другото дека тоа го направил затоа што мора да го направи и дека е некултурно да работи овде, да заработува, да живее, да се дружи со луѓето, а при тоа да одбива да им го знае јазикот. Вика, тоа е значи мој проблем. Ја имам проблем ако тоа не сакам да го направам. И ред други работи, зборуваше за сите теми, зборуваше за приватноста, за дружењето со играчите, за се останато што го интересира, за македонско вино, за теми за кои што видете, ја затоа ти реков на почетокот, мене вообичаено времето знае да ми биде кратко. Затоа што тоа што вика и Жаре, ја не ги визуализирам толку одговорите колку што сакам да поставам милион прашања. Да. Имам јас не ми недостасуваат никош Ти со прашања. тој се сакала. Кој да 3 седне? сата. Е па ајде која подкаст ќе па. Да. Може би еден ден, никогаш не вели никогаш, ама затоа велам и сега овој човек е еден од тие примери каде што ги одговори сите прашања, ама сите тие одговори има интересна содржина. Као немаше, мислам, ниту две изгубени секунди во тоа време без да имаат интересна поента, интересна содржина, плюс целата негова харизма и така ми остави многу позитивен впечаток. Многу позитивен впечаток. И имало и ред други, апсолутно. Ретко сум се оноа разочарала од гости да биде оно големо некое разочарување или да има он толку голем отпор да зборува. Не, имало ситуации. Да, понекогаш имало, тоа го кажав на почеток. Ама повеќе, можеби повеќе тоа од личноста целосно, тоа што го реков, од нивото на култура, од однесувањето, од настроеноста кога доаѓа, што се вели на мој терен тогаш. Се знае како треба се однесош кога си некаде гостин и така натаму. Повеќе можеби од тоа колку самиот разговор. Како протекол. Ти од манините и од тие работи, како се однесува со луѓето? Па да, и со луѓето и со конкретната ситуација кај што се нашол. Не можам јас да дојдам кај вас прво ако не сакам. Не го почитува тоа или второ ако сакам, ама сега не знам што и да се случило, ај дечки, сега да завршиме. Кога ти помине времето. Како тогаш ти што и да направиш на глава да стоиш? Лошо е тоа. Џабе. Има секакви ситуации. Али тепува тоа е. Сепак стварно објективно многу голем процент на супер комуникација со луѓе. Од кога имаме емисија за спорт, на пример, не доцниме. Значи спортистите немаат проблем со времето, луѓе. Не. Значи таму е најчесто тоа се математички, тоа се дисциплинирани луѓе. Ретко ми се случува откажување, има ситуации поради надворешни фактори. Али да ми каже спортист, ау ја заборев, сум имало минато такви примери. Леле, заборев денес да станам дека бев на утринска кај тебе. Имало. Или ало, ја тргнав, ама заглавив у собраќај да знаеш нема да стигнам на време. Значи, сега, глупо е да ги ставам така да генерализирам, меѓутоа кај спортистите забележувам таа дисциплина. Го нема тоа. Секогаш се дојдени пред време, ако нешто се случи на времено ми информираат. Значи, тој пристап, таа филозофија на живење ја забележувам. И генерално во комуникацијата со моите гости. И објективно голем е процентот
од нив со кој што имаме супер. Да. За разлика со некој артист, музичар или глумец, Абе, што е изгубен у простор. Имаме секакви примери, Кажи али? ти сега, тај порано не си тренирала, сега некоја тренинг рутина имаш ли? Најтешко прашање. Па не А па знам. са не може на Жарко овој рече- подкаст да доеш за тренинг да не збори. Жарко рече најтешко било да дојдеш до сала, кога ќе влезеш у сала се е лесно, како па да не. Вака, моето единствено континуирано и дисциплинирано вежбање беше во работничкиот дора, кикбокс. Суно и ми беше тренер, сега гледам и дека се бори. Го сретнав пред некое време, следам што прави, многу ми е мило, затоа што знам каков жар има за таа работа. Тоа беше период, па не е тоа многу долг период сега. Немој вие да мислите 5-6 години. Добра си тренирала Тоа кикбокс. Година дена да речеме, ама година дена 4-5 пати неделно тренинг. Добра, ама тоа кога дамна било? Па да, Пред корона? да, Сега пред корона. Предпоставам Сега за тоа бил застој. Не, са за ова да ти кажам зошто не тренирам сега ништо. Ајде. Зашто не практикувам редо. Значи види, имам секој ден многу изодени чекори. Значи Тоа нашиот свет не одам, се. не. тренинг. Чекај, тренинг као тренинг нема. Али има активности, не сум, како, ова ми е битно да кажам, не сум Ајде. човек што мора само да седи во фотелја и не сака да се помести. Не така. Ама не сум Имаш ни оној... свесност за нешто да си активна. Да, ама не сум ни тој дисциплинираниот човек кој што редовно ќе практикува спорт и сега се враќам на кикбоксот за да објаснам. Кога тренирав кикбокс се чувствував многу убаво. Имав многу сила, концентрација, главоболки немав затоа што имам мигрена и тогаш ми беа сведени на минимум, оноа си викам кај беше ова до сега, не ме боли глава, не пијам апчиња за главоболка. Значи многу убаво, плюс сите останати работи, ама што се случи? Моето темпо е таква ми е работата, значи ја немам распоред. Ја немам распоред за следната недела, искрено ви кажувам. Значи распоредот се договара кон крајот на неделата. Имаш горе-доле. Па нема ни горе-доле. За утре, знаеш? Добро, за утре знам, ама за следната недела на вистина не знам. Значи знам некои наставни кои треба да ги водам и други работи вон телевизијата. Со гостите кога ќе се договориме да дојдат за да снимаме, тоа е секогаш флексибилно. Некој пат одам порано на работа, некој пат одам подоцна на Што работа. значи порано? Па порано... Кај идеш? Не, некој денов видам од 8. Некој денов видам во 8. Така исто ја го помислиш. Што? Станувате у 5 двајцата? Ке Не, у шест. блокираш. Ке блокираш. Не, ама еве добро, некои денови си во 8. Деновите 6 до 8 никој не си во 8. никад нема Многу. чепка крајна. Многу Крај. денови не сум од 8. И па добро. За 3 пати Ете, у неделата можеш во 8 или... Абе чекај веќе да раскажам. Ќе пробам пократко. Значи што беше со кикбоксот? Не можев да си го согласам вежбањето со другите обврски. Не, тука ми недостасуваше Добро, они дисциплина. имаат фиксни термини И јас- за тоа. Прво, не, станување рано е проблем. Тогаш тренирав ноќе. И многу ми беше убаво кога тренирав. Ама после тренинг иди па заспи. Ете, тоа е лошо. Да, да, да. И кога не можеш да заспиеш утре дента, иди па стани. Така е бе, така е, така. Трето, За тоа са бајлеки. бев многу гладна. Пошто на тренинг кој идев, не се зафркавав. На еден ден ќе потврди. Значи не се зафркавав во смисло си тренирав и давав Кој што максимум треба, од себе да, на да, тренинг. да. Не знам, Се ли гавила? Си била гладна. Ба сега чекај да ти докажам. Ајде. Обемото ти иде кај што не треба. Значи, ама руем, не можам да облечам ни фармерки. Почна тоа. Значи не ми се допаѓаше ни таа конституција, нозете преден мускул, како и да се нарекува, вака Фадрц. потечен. Потечен. Значи се гледам во огледало, добивам некоја димензија друга и веројатно и генетски нешто има тука, да навистина лесно тоа се случи. Идам у град и почнаа луѓе ме среќаваат на излегување и ја на вежбаш. Викам, Шо е лошо? чекај, не, ама после ми стана лошо заради тоа што ја качив повеќе од 10 килограми и еден ден одам на тренинг и една девојка повисока од мене, значи друга конституција има и она ми го постави прашањето. Јана, колкавите жени креваш на раце? Леле, ми се сруши светот. Значи ја не сакам, јас мојата естетика за женско тело е вретенасто, што не значи да не биде фит. Ама таа форма што тогаш ја добив, искрено не ми се допаѓаше. Тоа со јадење се манипулира. Е, па со јадење, тоа беше проблем.
Тоа беше проблем и тука Тај престанав. типот на вежбање може не ти одговара. Да, можеби. Зашто Ми одговараше вдирање вреќе, на удирање- енергијата и на чувството што го имав, ама не ми одговараше тоа што го гледам Физичко во ти огледало, изгледаше, да. не си го изгледал. И тука после X време веќе престанав и од тогаш имам разни обиди, вклучително и да станам рано и додам на некаков тренинг, макар пилатес, аеробик, нешто, ама додам. Секој ден, секој втор ден, 2 пати неделно. Немогуче Таа ми е дисциплина ми Ма недостасува. 2 пати да ти неделно е е премалце. секојдневието исполнето со спортски Знам. мајндсет Знам. и да И да те не импресионира тој тип на луѓе. и да не ја закачиш бубачката. Па, тоа е поврзано можеби со спиењето. Значи, видете, јас не сум јас, ако не спијам најмалку 8 сата. Најмалку. Супер. Супер. Тука ми настанува проблемот, Тоа е Роден затоа што атлета си, Тоа значи не е тоа. реалноста на светот. Тоа бе. значи си роден атлета. Значи ќе немаш проблем со ама за да рекавери. спијам 8 сата, ја не можам томе како вас у 5 да станам. Тука Ме е замисли проблемот. некој ти каже Јана оправдано ти е 10 сата да спиеш. Па најсрекна ќе бидам. Рајот на земјата. Да. И сега само Ќе легнеш у избушкај. 10. Ке легнеш у 8, какво 10 Е, у 8 ке легне. Се у 5 нема да станува на Е, У цел 8 ке легнеш, у Не 6 ке изводливо е станеш. тоа, не. У 11 изводливо е да легнеш. Да. У 7 да станеш со 8 сати. До 8, У 8 ќе дојдеш на вежба. и- И со здружени сили сега. 1000 калории. Ќе мора да се симнам у сала изгледа, ќе нема бегање. Еба ти кај нас има 8, 9 и 10 Може ли вак? 4, 5, 6 и 7 Ајде, да баба. се обидеме. Само вечерва Мгм. запиши си. Утре са бајле ќе направам 10 чучњеви. Дома до кревет. Ама знаеш ли колку пати? Нема, Не. нема, Не, колку пати Тука не алармот си бил дебатирам. навиен. тука За да не станам. дебатирам. Нема клинч. Non-negotiable е за ова. Само запиши Да, да. си. Утре са бајле кој ќе станам, не навивај. Слушај убаво условот кој е. Кога и да станам, 10 чучњеви. Добро, тоа за тренинг се рачуна. Повтори А го тоа или тоа. за почеток? Не, повтори го Навиката. тоа неколку дена. Тргне поред. возот. Да тргне возот, да. Само запиши го. Пиши му на томе да ги си ги направи. Запиши го, стани, направи ги, шкртни го и повтори го тоа неколку дена. Без прекин, без исклучок, кој сака нек ти е и Меси да дое на интервју, извини Меси, Томе ми рече 10 чучњеви Да, има. да. И Фала. добро инако ме инспирираше за прашање, ова е добро. За прашања во иднина што ќе ги поставам на спортистите. Дали го направиле ова кога им дошле деновите, не можам, ја ќе се откажувам. Кој цела епизода Како, посветивме ние за тоа. Добре, да. Еве, јас не сум го прашала некој конкретно на таа тема. Како? Тоа да го прашаш. Дали направил тренинг, а не се Не, го не, што направил? Што направил? Ој. Ама конкретна постапка, зашто Да, јас да. сум добила одговори од типот, да, сум сакал да се откажам, али имало, неважно, помош, пријатели, тренер, мислења, за да... Спортот да се откаже, а продолжил понатака? Да. Ама Милиони дали примери. имало вакви... Конкретни. Добро, сигурно има, јас сигурна сум дека има, ама сакам да слушнам што е тоа. Тие се нормални, мислам, заврзлами у глава што се дешават на свитот. А каде? Па ја и ти изгледа, А каде? нас ни е нормално. Ама не тук надминувањето, нема е нормално. надминувањето. Види, друго е, сакам Let да it кажам, be, ќе помине бурата. друго е се ја да зборам на темава, нели, како не сум го надминала тоа, али друго е, не знам, лупам. Знаеш како си викам? Богославески што е шампион, да ти објасни у една или две реченици како. Е, Тоа не јас може он сакам. у две речени, зашто Епа. неговиот пат е брутален и Добро. е еден од... Го дадов за пример. Јасно. Да, Јасно. тоа е па многу е друга Радикално крајност, е таму. многу е тешко Да. неговото, е многу тешко, многу, тоа не може никој да го свати, не па ние. Али збориме за луѓе, ќе се откажам, нема, ќе имам клуб, ќе немам, на брат ти ситуацијата. Он сега има добро, али, на пример, типови на играчи што имаат 1 година, 2 години, сега не знам колку имаат, он игри репрезентација, сигурно тој програм го нема. Ама сум да, тренирал разбирам. фудбалери доста, што имале година за година. Неизвестност, да. И ни секој Мора да лето одржува што е форма. популарна чекалица истото е. Да. Има ли нешто популарна чекалица и мене ми се пратува цревата, разбираш? Па да. Најболи причари. Е, сега е, Рики, да. Не, тоа е хаос, ама до фудбалерот е, до спортистот е, дали Да, е спремен и да каже ова е бура и сега сме у средината и е тешко и ќе помине и сега што можам ја у моја контрола направам, тренирам и јас стално му викав на Рики, остани спремен. Stay ready, stay ready, stay ready. Ама не ме интересира. Дојди на тренинг, вежбај, дигај, бе, и правиш, бе, и дое приликата и беше спремен и ете го ти. Ете ти конкретен одговор. Тие
Баш за репрезентација, Да, да. репрезентација, сениорска. Сега играше со Англија. Да, играше против А Англија. про е во Унгарија. Во Маđарска. Прва унгарска лига, да. Тоа од скоро е. Не, ова му е 7 втора, години помлад, трета по кафе, сезона, брате. извини. Кај играше он во Македонија? Вардар. Ма млад играч он, така? Колку години? Беше во сега има 24. Е па млад, добро. Во Вардар беше Затоа не го во знам. младинци и краток период, тогаш така и се случува нештата во клубот кога првотимците полека заминуваа, па младинците ги заменија ги презема сениорските обврски во прва македонска фудбалска лига. И така. Супер изгледал, браво на време. Брат ти е професионален спортист и ти не тренираш. Репрезентативец, Него 0-1-1 беше што игра со Англија. едно време страв со мене, например, пример има примери. Одиме на кеј. Јас сум подготвена дека ја ќе трчам. Значи јас сум имала моменти на инспирација, само Добро. нема константност. Добра. И он ми вика, добро, дојди со мене на кеј, ја не знам што ќе правиме, вика, ја ќе идам 3 пати навака натака, ти до пола Кругови пат, ама околу дојди, тебе, ајде, ете. добро, дојди. И одам со него и он, а него не му е удобно. Можеш да не се струшиш сега по патов дека, добро ти е, да застанеме вода да пиеш. Јас сваќам дека јас што го отежнувам тренингот. Човекот не може да трча. Како? Не е изводливо, така што, да, чудно е. Еве сега ќе ти кажам како. Сега ќе бев кај него на гости и ја гледав таа рутина. Тоа е професионалец. Да, да, он е Тој е професионалец. репрезентативец на државата, он е еден од 11 Да, луѓе од така. целата држава што игра на Не, терен. сакам да речам, он е иселен и не сме заедно веќе, нели, јас си живеам посебно, Добро, он да. посебно, додека бевме заедно у иста соба и дома, тогаш ја гледав рутината, ама одреден период сме разделени и таа рутина отишла на некое ново ниво. И сега, кога ќе отидам Он кај иде него, више левел ап. кога ќе одиш кај него дома, кај човекот дома, ја гледаш таа рутина. Што се има у рутината и така. Сега за рекреативци кој Интересно. тебе, Да. ќе дојдеш во групен сетинг, кај што се делиш муката со други луѓе, што истата мука ја имаат ко тебе. Утре на тренинг пак ли додиме, ама се гради една заедница што се поддржува, се Точно е туркате тоа, едни да, со да. други, многу е полесно кога редовно со некоја делиш маката. Затоа има тренинг партнери луѓе, ме разбираш? Се ние у сала во моментов имаме кој едно ривалство, ја и уште еден и уште двајца. И гледам дека понапорно ја правиме вежбата. Нит сме спортисти, ни bragging rights да имаме Меѓу после. себе си се- Да, и со снимање клипови, јас пијам протеин, ти уште вежба и такви глупости, разбираш? Али те турка тоа понатака, сега ти у твој случај нема тоа да биде, ама ќе биде, и мене ми е тешко. Лели, мене ми е тешко. Што им правиш таму? Јас сакам да видам. Она проаѓа низ истата мака која јас, не сум била сама, али многу е полесно кога и тебе ти исто мука, и тебе ти. Па не, па што им прави? Па мене ми Па е пола ништо. Инстаграм, они го тагнуваат, жари еве да видиш ја извежбав, жари еве да видиш сите јадат, ја не го јадев ова, зашто... Дисциплина кичме. А ја да. тоа не ти терам. А види го вака Рамшици. не делува строг уопште. Па не ми исто е делува. така што. Рема, Не, тоа е заразно. Ама Се што кажува, црно на бело е само. Ако направиш огице, се ако направиш, ја им ги поедноставам работа. Жаре, зашто јас кога тренирав и 10 килограми се поправив, имам сведоци за ова. Јадев најмалку во мојот живот. И гладна бев. Само требало да не прекинеш. Со морковите, И ја и со краставиците, па то било еднаш и никогаш. И тек на калки те мотивирам. Ајде. Здрави масти ако си јадела многу. Калоричната Кој знае храна. што сум јадела? Мислам, нешто што не одговарало на тоа тема. Спортистка Добре? што интервјуира спортисти. Да, добро, тоа е окей концепт. Тоа е После цел. како- Па добро, еве сте вие двајца што? Има ли друг? Ти ќе бидеш женско. најдобрата спортистка меѓу новинарите и најдобрата новинарка меѓу спортистите. Не можам да ветам од минато искуство дека тоа ќе се случи, али дека ќе се обидам да се случи, тоа можам да ветам. Тоа е се што Да. треба да се обидеш. Ама рекреативец, тој не може да биде баш категорија спортист. А ако тренираш 5 пати неделно си Си, спортист. да. Ако не, Се- не, ако имаш тело, си спортист. Тоа е на Бил Бауерман квот. Да? Да. Најболи квот на сите Е, па времења. што си го чуваш твојот If дом? you have a body, you are an Да. athlete. Да. Еден од основачите на Nike. Аха, као ако имаш Ако тело, имаш тело, ако живееш, ако си жив, you're an athlete. Да. јас те сведам ако имаш јако тело. Не. Не. Го разбрав одма што Фала сака да каже. што разјасни. Да. Ако имаш тело, you're an athlete. Само најди си го. М. Јана, фала ти премногу. Премногу ми исполни неколку така области што многу ме интересирале и фала ти многу стварно.
Фала многу и на вас, и мене ми беше интересно реално да слушнаме вака и во твојата глава што се случува. Не сум размислувала никош конкретно на тој начин, ама и не ни треба најпосле. Или треба секој да си има Така ќе биде поинтересно кога секој различно пристапува на една иста работа. Супер сте. Од мене поддршка, а и не само поддршка, јас признавам, кажувам јавно од вашите подкасти учам, така да ќе продолжам да учам. Само што да почнам да тренирам. Тоа е Тогаш ќе бидем целта. mission complete. Ќе пробаме да тоа биде. И мора заедно, ова сакав да ви кажам, дајте, мора заедно да одиме некојаш и на надпревар. Не само да зборуваме за спорт, човече, заедно на трибина, тоа ќе биде добро. Тие коментари да ги слушам таму, Ајде. што имате да Дио. кажете. Знаеш, термините ни се зафатени со треници. Леле, нема да не. ве терам ушиста, бајле, томе на трибина. Така да, тоа е тоа. Фала ви премногу. Фала ти. Фала и на И тебе. фала ти што имаш емисија што е све спротивно од ова што има нашиот етер и си breath of fresh air у етерот на телевизија. Да се надеваме дека ќе си успеам да си го работам И да, годинama и да тоа, инспирираш што го други сакам. да еве first take. Фала ви, дечки, се надевам наскоро се гледаме пак. Дел. Да. Чао. Поздрав, луѓе. чао. Бај.